За овој феномен на социјализмот разговаравме со Иван Блинков, професор на Шумарскиот факултет и експерт за ерозија, кој ќе ни објасни како на работничките акции се правеле вистински чуда. Како на ова место од голо брдо настанала густа шума? Приказката почнува многу одамна. Значи, увиделе дека има проблеми. Скопје дека има проблеми со поројни поплави. Уште 23-та го увиделе тоа. После Втора светска војна. Веднаш почна со пошумување. Во тој период водно 4.500 хектари, што се вика целата планина, само 450 хектари биле под шума. Доминантно било земјоделско земјиште, пасишта и голини. Затоа од 49-та некаде масовно се вклучуваат у тоа време службеници, што се вика, работници, ученици, средношколци, па и студенти. Тоа биле големи подвизи да се мобилизираат толку многу луѓе. Кажете ми повеќе за тие работни акции. Имало големи работни акции и низ цела Југославија тогаш. Значи се граделе пруги, се граделе автопат Братство единство.